Благодарам за наредното прашање. Ме прашавте за мојот повик да се продаде Белиот дворец уште пред 2 години, испорачан на ВМРО ДПМН. И сега мислам дека Белиот дворец треба да се продаде. Ако ВМРО ДПМН е партијата на народот, на македонскиот народ, таа не треба да се сокрива во дворци, во скапи канцеларии, туку треба да се спушти на приземје, на исто ниво со македонскиот народ. Народ на кој што му е многу тешко, кој што многу тешко го преживува секој нареден ден. Не треба флоскули на пресконференции да се упатуваат од 7 или 8 спрат, од пресцентар кој што вреди милиони евра или од канцеларија на председател каде што паркетот вреди повеќе од 1000 евра по квадрат. Ова изворно го знам. ВМРО ДПМН мора да се спушти на нивото на македонскиот народ. Не сме да се одвојува од него. Да ве подсетам на Тодор Александров. Тој живеел аскетски живот. Живеел во планина. Не му требале материјални добра за да се бори за интересите на народот. Такво треба да биде ВМРО. Ова се потешки времења и од 1913 година. Сите прерогативи на македонската нација се предизвикани или се веќе укинати. Ако го анализирате Уставот на Република Македонија, македонци веќе не постојат. Тоа што некој на Фейсбук си пишува ставови, некој представник на Мицковски носи маска со 16 крако сонце, кое што е сменето во 95-та година од страна на комунистите, а не е предизвикано од страна на ВМРО, е еднакво на нула, на ништо. Можам да ви кажам дека тие луѓе кои што сега се представуваат за патриоти во време на шарената револуција, луѓе на Мицковски, му аплаудираа на зајав, за тоа постојат докази на Фейсбук, на Твитер и на цел интернет. Станува збор за безпоштедна борба на две приватни компании. На две компании кои што случајно се викаат ВМРО и СДСМ. Никој не внимава на интересите на народот, за жал, и овој народ со вакви партии нема своји политички представници. И затоа не може да биде подобро. Го кажувам ова отворено, јавно, во интервју со вас, благодарам што ме прашавте, за да остане трага дека на некој од нас им е јасно што на вистина се случува. Ова е борба за фотели, влијание, моќ и пари кои што се користат за блудни дејанија.